Македонија ги живее најтажните денови во незината понова историја и точно поради оваа голема и масовна колективна тага со која што сите ние се соочуваме, наша гостинка ова утро е магистар Розалија Секуловска, психолог, психотерапевт. Добро утро. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана, се со цел да си помогнеме и себе си, да им помогнеме и на нашите сограѓани, а да успееме некако и да помогнеме на семејствата кои што ја живеат најголемата болка. Иако немам точен термин како да го објаснам терминот траума, претпоставувам дека вие ќе ни помогнете ова утро. Дали состојбава во која се наоѓаме се вика траума? Ова сега што се случува и на индивидуално ниво, се случува и на глобално ниво. Тоа значи дека она што се случува на семејствата на загинатите и повредените и нивните роднини и пријатели, и ние на некој начин индиректно го доживуваме, така да индиректно и ние сме под шок, траума и сите оние емоции негативни кои што одат со ваквите немилосрдни настани. Така да некогаш зборовите стрес и траума мислиме дека се синоними и дека имаат едно исто значење, меѓутоа ова беше прво стрес кој што разви поголеми размери и сега е траума. Траумата во медицината би значила рана. Значи рана на ткивото, повреда на ткивото и во медицината одиме санирање на раната. Во психологијата, во психотерапијата, ова сега што се случува е рана на душата. Значи нема кој од нашата татковина не ја почувствувал на некој начин. Како болка дури се граничи и со физичка болка. Имаме впечаток дека се не боли, Точно. Не ни се јаде, не ни се спие, едноставно имаме впечаток дека застанал животот, нели? Точно. Тоа се самите тие симптоми на траумата, тоа е таа душевна болка што ја спомнавте, сите чувствуваме кога ќе кажеме повредени сме, разочарани сме, што е ова што се случува, тука сме некако сконцентрирани во себе. Еве јас кога се движам низ градот, забележувам дека нема толку многу некако смеа, радост, па дури агресијата која што постоеше, нервозата, брзината во сообраќајот, не. Се е некако застанато, забавено, и младите и старите некако се присутни, ама се отсутни и се внатре во себе. Го преживуваме, го доживуваме, ги анализираме информациите од медиумите, размислуваме што се случило, зашто се случило, морало ли да се случи. Бараш одговори. Точно, бараме, тоа се некои реторички прашања на кои што ние не можеме да дадеме одговори, меѓутоа имаме потреба самите да ја преживуваме, особено на загинатите, родителите и семејствата на загинатите. Постојано се тие интрузивни мисли, мораше ли да се случи, зошто се случи, што ако не го пуштев детето, внукот, ќерката, синот, што ако не ги пуштев, што ќе се случеше, сето тоа ќе отидеше во некоја друга димензија, мораше ли така, и на овие прашања ние немаме одговор. Но имаме потреба да ја преживуваме ситуацијата, затоа што самата траума, психолошката повреда на нашата душа, има потреба да трае, и тоа е биологија. Кај секого трае различно, меѓутоа во просек трае некоја година до две, додека ние ги резонираме сите овие некои работи кои што се случуваат и понатаму одиме на третирање на траумата. Така да, ова е индивидуална траума, меѓутоа и е колективна траума, ова е траума за Македонија. Изгубени се многу млади животи и тоа не се изгубени од природна катастрофа, од земјотрес, од поплава, од од небрежност, од човечки фактор, ова е сепак човечки фактор. Точно. Тоа траума е последица и немерлива трагедија и загубата на овие луѓе сите нас не поттикна да си поставуваме безброј прашања, како што рековте, реторички прашања. И оние 1 или 2 години кои што ги споменавте се процес низ кој што треба да помине секој човек кој што загубил некогаш. Пред се, што представува загубата?
Сите ние во животот доживуваме загуби, некој порано, некој подоцна. Стрес број 1, најсилната загуба е загуба на сакана личност. Така да ова сега што се случува е загуба на сакана личност за семејствата, меѓутоа и за Македонија, пак ќе речам, и за нас. Ова е загуба на млади животи и сите ќе доживееме загуба, тоа е порано или подоцна, тоа е составен дел од животот. И кога се случува загуба, сите ние поминуваме низ некои процеси, низ некои фази, кои што пак ќе речам се неминовни фази, тоа се биолошки фази. Не можеме да ги исконтролираме, не можеме да ги забрзаме, да ги не можеме да ги одложиме. Па дури ако се одложат, тие ќе се одложат од нашиот биолошки организам кој што самиот тоа ќе го направи. Па понатаму, ако ги одложи нашиот биолошки организам, после имаме посттравматско стресно растројство, каде што имаме PTSD, каде што се соочуваме со одложена загуба, одложена траума, одложена болка, која што кога тогаш ќе се појави. Фазите на загуба, значи еве ова што се случува, може и ќе се препознаат семејствата, па и ние, како колективна загуба. Првото е шок. Ја верувам дека и јас кога слушнав бев збунета. Што е ова? Не. Да. Што е ова? Што се случува? Дали е вистина? Невозможно, да. Мора да е некоја грешка и понатаму добиваме секакви информации. Во фазата на шок, тогаш имаме замрзнатост. Верувам дека и најблиските кога го слушнале сето тоа што го слушнале, биле замрзнати. Тогаш мозокот не прима или прима селективно информации. Таа е замрзнатост. Понатаму имаме борба. Некои одат да видам што се случува, барам, а некои бегство. Бегството е со пак на некој начин тргнување од ситуацијата на опасност за организмот. После шокот одиме во негација. Тоа е тоа што велиме, не, мора да е некоја грешка. Моето дете не е таму. Има некоја недоразбирање и негираме затоа што нашиот мозок, нашиот капацитет на организмот не може, не сака да го прими тоа затоа што е премногу силно. И тоа е биологија. Затоа што ако го прими, знаеме да кажеме јас ќе се распаднам. Јас нема да можам да функционирам. Затоа имаме постепено одложено примање. После негацијата, не, тоа не е вистина, не, тоа не е така, мора да е некоја грешка. Што ќе беше ако не го пуштев детето, внукот? Што ќе беше ако мораше ли да отиде? И се пазариме со животот, негираме. Понатаму преминуваме во фазата на поголемо пазарење, каде што можеби требаше вака да направам. Еве и ние, како Македонија, како составен дел на државата, можеби требаше порано ова да го увидиме, можеби требаше порано да направиме нешто за младината, можеби требаше порано да почнеме овој трул систем да го решаваме, меѓутоа не може да го решат единки, мора колективно пак да се решава. И сето тоа е можеби, требаше, не требаше и така натаму, тоа е пазарењето. И после таа фаза одиме на прифаќање. Таа е веќе некои после некои 6-7 месеци каде што веќе прифаќаме дека да, навистина тоа се случило. Ние сега на некој начин прифаќаме, меѓутоа уште осцилираме низ овие фази. И после прифаќањето следува тагата, депресијата, очајот. Тука сите се присутни овие емоции, меѓутоа тогаш доаѓа до израз тагата, депресија, очајот, лутината. И ако веќе после година, максимум до 2 години, поединците и колективот, ние, општеството тоа не го надминеме, тогаш ќе имаме и посериозни последици. Клучното прашање на овој разговор утрински е како да си помогнеме во ваквите ситуации, бидејќи убаво е да ги слушаме сите процеси низ кои што поминува една душа која страда, која тагува, која се соочува со најголемата болка, но како да си помогнеме, што да направиме во овие тешки моменти? Јас мислам дека допрва
допрва ќе излегуваат на површина сите овие емоции и болки, затоа што сега сме сите, пак ќе речем, во некоја замрзната состојба. Далеку сме од пикот на емоции кои што ќе не Далеку разнесуваат овој период. Далеку сме. Иако, пак ќе спомнам, забележав вчера оштетување на кафичи и така натаму, тоа е таа агресијата која што излегува, која што јас лично не ја оправдувам, уништување на државен имот и така натаму. Меѓутоа, допрва ќе ги слушаме лелеците и криковите на семејствата, на роднините, на сродниците. Кои се најчесто последица на немоќ да ја промениш реалната слика. Точно. Што е потребно секој еден човек индивидуално да се обиде да направи, иако е тешко, како што рековте и вие? За почеток, што можеме ние како возрастни? Прво, ние како возрастни мораме да се свртиме кон себе и малку да се заштитиме себе си, понатаму за да можеме да ги заштитиме нашите деца, внуци и така натаму, и со оние со кои што нели работиме, дали се тоа професори, наставници или без разлика. Во оваа ситуација многу ќе прегорат и самите лекари. Значи да не ги заборавиме и лекарите, кои што даваат се од себе и верувам дека поминуваат и тие низ фази колку и да не сакаат да сочувствуваат, емпатијата е составен дел од нас. Кога човекот што почина, Бог да го прости, што ги возел со итната помош, сигурно неговото срце не можело да ги издржи тие слики, тие големи трауми, тогаш што останува збор за медицинскиот персонал кој што е 24 часа изложен на таквите случувања. Точно, затоа да не го забраваме и оној малку медицински персонал кој што остана во нашата држава, да го зачуваме, да му дадеме подршка, а тоа се, например, супервизии со нив, тоа се понатаму, кога тие ќе се почувствуваат прегорени и дека не можат, да може да се обратат на некој од нашите профили, психолозите и психотерапевтите. Исто така сега и ние работиме со тие, чекаме уште полека, како да кажем, уште нема пик, меѓутоа полека ќе дојде пикот и во еден момент и ние ќе се исцрпиме и ние ќе доживееме некој тригер со нашиот живот и тогаш е најдобро да се повлечеме и ние да побараме супервизија, затоа што не сме предмети, ние сме луѓе. Затоа велам, во првиот случај, значи ние да се заштитиме со тоа што помалку ќе слушаме вакви информации. Понекогаш дефокусот е добар, меѓутоа сега во овој случај дефокусот на мобилните и на интернетот пак е тоа. Отвориш телефон, врие од такви информации, најнови вести и така натаму. Да, секој нека си го најде фокусот во нешто што барем на некој период ќе го оттргне. Ќе ни ја оттргне енергијата, мислата, за да земеме сила, да го продолжиме животот, бидејќи да, секој може да се победи да прави нешто добро и убаво е сите да изнајдеме начин како можеме ние да помогнеме нешто во ситуацијата, но сепак да се поштедат луѓето и малку себе си, да се свртат кон некое свое хоби, кон природата и кон се останато. Како да ги заштитиме децата? Како на нашите деца дома да им објасниме колку оваа слика стравична, незамислива, никогаш досега не нешто вакво не сме ни прочитали, дека може толку жртви на еден толку мал простор да има. Како да им објасниме на децата дека... Ја кажуваме вистината. Децата без разлика дали имаат 10 години или се веќе адолесценти, 15-20 години, ја кажуваме вистината што се случило. Ги оставаме да зборуваат. Ги слушаме. Сега ние возрастните малку треба да ги ставиме на страна сите оние наши амбиции и приоритети во наводници, туку нашите приоритети се секогаш децата и ова пак не подсетува да се вратиме кон основните, базичните, морални вредности. Нашето здравје, нашето ментално здравје, нашата добросостојба, нашите деца. Каде се и што прават кога не се до нас, да. Точно. Во интерес на времето многу ни е кратко. Еве да сумираме. Оваа ситуација, како што кажавте и вие, ќе потрае. И лошото расположение и лошата енергетска форма на секој од нас нема да биде на ниво на кое треба да биде, туку и ќе опаѓа деновиве со оглед на тоа што следат најтешките и најболните мигови за секој еден кој што изгубил некоја. Македонија е толку мала што сите ние имаме некој свој драг, близок кој настрада во оваа голема катастрофа.
Како да ја фокусираме нашата енергија? Пак ќе речем да ги намалиме протокот, дотокот на негативните содржини. Да се свртиме кон нашите семејства, кон децата, да им покажеме дека и ние сме свесни што се случува, да им кажеме дека да, тоа може на секого да му се случи, да не ги лажеме, да ги оставиме да зборуваат, и ние да зборуваме со нив, да ги наблюдуваме што се случува со нив, дали имаат ноќни мори, дали имаат прашања, дали тагуваат, дали стравуваат и во реда да стравуваат, доколку имаат потреба да им кажеме дека ние секогаш сме тука да зборуваме со нив. Доколку и ние имаме потреба да се обратиме кон стручни лица да зборуваме, да ги вклучиме школските психолози, педагози, социјалните работници, сите да работат во својот домен. И ја пак би се вратила, во интерес на времето, да кажам дека ова не е нешто што е случајно туку така од денес за утре. Ова е некоја последица на некој, ја би рекла, трул систем, кој што трае не од вчера, кој што е многу одамна, каде што ние некако пробавме да ставаме некои други вредности кои што не се за ова балканско поднебје. Пак ќе речам TikTok, како ги воспитуваат децата, родителите како ги воспитуваат децата погрешно. За разлика од нашето време каде што бевме тргни се, ако има насилство. Повлечи се. Не се спротивставувај, гледај да ја смириш ситуацијата. Денеска ги некако повеќе воспитуваат врати, згази го, ако не животот ќе те згази. Еве го тоа, врати му, згази го, животот ќе те згази. Ако, да не ме свати погрешно јавноста, ако ги образувавме нашите деца во однос на како да се однесуваат во вакви катастрофи, како да реагираат во толпа, кога има пожар, кога има земјотрес, како да ракуваат со апаратите. Тоа никој не ги учи децата во училиште како да ги користат апаратите, ниту еве како што видовме не биле ни проверени тие апарати дали се или не се во функција, за жал. И сосема накратко, дали некогаш може да се надмине траумата и загубата од вакви несреќи? Траумата како рана ќе остане секогаш во нас и ќе остане запечатена. Како лузна. Да. И тоа е поентата на траумата. Ќе зарасне, ќе се епителизира, метафорички кажано, кожата. Ќе се епителизира нашата душа. Меѓутоа ќе остане таа болка. Траумата ќе се надмине на тој начин што после некое време ќе се работи. Постојат психотерапевски техники, доколку има потреба од лекарства, ќе се вклучат и лекарства од страна на психијатрите, за да се намали набојот, тензијата, притисокот на негативните емоции. За да понатаму, кога ќе се подсетиме на сликите од траумата, да не доживуваме толку интензивни емоции на страв, лутина, бес, очај, гнев и тага. Туку некако ќе можеме да се носиме со тоа и самата траума ќе послужи како некоја психолошка отпорност, резилиентност, за да понатаму се носиме со идните трауми и стресови во животот. Јас ви благодарам многу за ова утринско гостување во кое што колку толку се обидовме да начнеме во темата како да си помогнеме себе си, како да постапиме, иако и тоа е индивидуално. На секој еден не му успева да се одлепи од телевизорот и да смени канал или да направи нешто друго со кое што ќе го одвлече барем накратко своето внимание. И јас се фатив себе си во таква ситуација деновиве, колку и да сакав да сменам целата моја перцепција на нештата, да направам нешто, не ми успеваше, затоа што тоа неверување и тој шок веројатно беше со многу продолжен ефект. Посакувам навистина брзо закрепнување, успешно закрепнување на сите оние кои што се во моментот во ситуација да се борат со живот. Тоа се млади деца, млади животи и верувам дека ќе изнајдат сила и стручњаците, и докторите, и сите тимови кои што се грижат за опоравувањето на младите луѓе, и нашите молитви се упатени кон секое едно семејство кое што ја доживува најголемата траума овие денови. Ви благодарам многу и за некоја многу поведра тема би посакала повторно да се сретнеме во студиото. Ви благодарам. Добро утро, секое утро, а сега продолжуваме со програмата.